Bilo, Dimko. Mene Anđa mi je jedinica. Mora nekade da ima živ čovek. Živi sa dецата ќе видиш. Кој сте вие? А? Кој ве довлечкал во ова пустелие? Очко? Кој? Чудно. Цел ден ги бараме порека, од децата ни трага. Ќе ти биде подобро, ќе видиш. Требаше да го оставам тамо во шумата. Си ја земав бејата со вас. Волчко! Волчко ве сети. Јас тргнав пумот негов. Завиткајте се. Ajde. Волчко, ajde. Се плашам дека е Киклоп. Што е тоа Киклоп? Учителот ми ја даде книгата Одисеја. Таму Киклопот Полифем ги затворил другарите на Одисеевата пештера и ги јадел еден по еден. И имал едно око. Мајчичке мила. Па и овој со едно око. Видели колку е страшен? Да, ама на тој окото му било на средина од челото. Затоа ја лекува босилка.
за да може после да ја изеде. Хајде. Хајде легнувате. Сонот ќе ве закрепне. Хајде. А утре ќе видиме кој сте и зошто сте дојдени. Зирнавме во секое катче. Игла да беше досега ќе ја најдете. Не чуди рекава да не сврли досега ни едно тело. Утре ќе викнеме нуркачи да ја пребараат реката. Пред 2 години овдека се удави овчарот Спаса. Реката телото го исфрли дури по 2-3 недели. И што исфрли? Не се познаваше дека е човек. Утрите деца. Барем да ги закопавме како што е ред. Каменон. Бегајте на каменон. Водата. Внимавај. Петре се ухнави. Босилка умре. Волчко. Волчко, значи нека од децата се удавил, а? Кој знае што се преживеале. Добро е. Ги спаси, а? Добро е. Инаку девојчето до себе ќе беше мртво. Ајде. Добро е. Што е? А? Зошто не спиеш? А? Мислев дека ја убиваш Босилка. Будалче. А, Будалче со ваква рака. Зошто не каже веднаш? А? Боли? Си имал среќе. Си изчашил во зглобот. Седни. Седни ќе наместиме. Седни. Раката. Девојчето се вика Босилка, а? да, Босилка.
Ja slušnав pred malko. Така. И велиш, сте дошли по реката. А кој е Петре? Петре, што се удаил во реката, а? Јас сум Петре. Падна во брзакот, ама не судави. Сите сме тука. Така, така. Ништо. Мора да сте храбри деца. Сте имале многу среќа. Така. Ќе биде добро. Ништо. Така. А сега на спиење. И утре ќе ми раскажете што се случило. А Босилка, како е? Босилка е добра. Добра е. Ќе биде подобро. Малку истоштена, но ќе биде подобро. И в село беше болна. Докторот рече дека ќе умре ако не се лекува. Докторот, тој ништо не знае. Ајде на спиење. Не знам што ти е лиска. И дење и ноќе низнозе ни се плете. Наистина, што му е на кучева, а? Стара е. Во последно време нешто многу чудно се однесува. На Смиле шуморот му рекao да е од теб. Ке не куртули и неа и нас. Нема што да е тепа. Ајде, кутрата. Душата и така в нос ја носи. Ке си умри самата, греота е да е тепа. Ајде, Ниска. Чекај! Ајде! Гледай го. Тако некаш. Еде. Гледай го ти него. Петре, разбуди се, Петре. Дивиот човек го нема. Треба да бегаме. Зошто да ме будиш? Ми се спие. Стани, дивиот човек не е овде. Да сториме нешто. А што треба да сториме? Зошто да бегаме? Повиде колку е страшен. Сигурно ќе не изеде. А што ти е тебе? Се премрел од здрав. Тоа е некој осамен чичко што живее во планинава. Прво ја спаси Босилка од сигурна смрт. Второ ми ја превеза ракава и сега помалку ме боли. Ако сте будни, ајде станувајте. Треба да се работи. Облечи го. Станувај. Да ја видам раката. Како е? Те боли? Малку. Малку. За 2-3 дена ќе ти помине.
Тебе те боли нешто? А? Да не си глув. Како се вика овој? Стојанчо. Како? Стојанчо. Стојанчо. Гледај го ти како со мечки да се борел. Целиот драпаници. Земи го ова. Измачкај го овде, а и себе си. Ти, како се викаш? Анѓа. Како? Анѓа. Анѓа. Ајде, облечи го ова. Да видам. Абре, вие како да сте воделе војна, а? Ајде сега раскажете ми како стигнавте до тука, а? Ама без лаги, без лаги. А? Бевме на сплавот кога фатине времето. Салата се скина и заминавме по река. Само толку, а? Јас добро ја познам реката и бразаците. Ни железен сплав не би можел да издржи. Петре, овде сум. Анѓа, Стојанчо. Анѓа, Стојанче, сите сте тука, сите. Треба добро да се одморите. Добро. А ти да оздравиш. После, јас ќе ја водам в село, важи? А? Колко си добар ти, Стрико. Значи така. И побегнавте на реката, а потоа цела ноќ, цел ден и уште половина ноќ талкавте горе низ планињето, а? Сакаме да не одведеш дома, Стрико. Дома? Знаете ли вие колку сте далеко од овде, а? Најмалку 30 километри. Планина, шуми, брзаци, а и босилка не е добро. Босилка треба да закрепне добро. Тогаш ќе видиме. Стрико? Да. Сигурно некој ќе не побара од селото. Овде и ти еден здрав разум не би помислил дека сте отише толку далеко. Ќе ве бараат околу реката, по реката. Велите, сплавот се скрши. Штом скокнавме на каменот? Ќе мислат дека сте се удавиле. Никој не успеал да ги помине брзаците. Дива е таа река. Јас и Петре можеме да тргнеме в село. Ќе ни го покажеш патот. Ниче коро од овде. Каде? Каде? А? Каде? Не знаете вие планината. Или се гостат овде. Мораме. Треба да одиме на училиште. Види го ти нега! Види го! И побегне на смртта, а сега школото му било важно.
Не сака да не одведе дома. Нешто ми е сомнително. Рече дека овде не стапнала човечка нога. И мене не ми се седи овде. Баба е загрижена. Но тој најдобро знае што да правиме. Ја спаси Босилка од сигурна смрт. Гледаш дека се грижи за нас. Јас не му верувам. Синоќа мрмореше. Чув сака да не остави на волците. Треба да го слушаме. Изгледа малку страшен, но мислам дека е добар. Добар? Погледни му ги вегите. Лузната на лицето. Страшен разбойник што се крие во дивината. Најдобро е да избегаме. Поден лесно ќе го најдеме патот за село. Не мрдам одовде додека не рече осамениот. А такви разбойници има само во приказните. Да избегаме кога ти велам. За неколку часа сме в село. Лаже кога вели дека селото е толку далеко и дека нема пат. А Босилка на грб ли ќе носиме? Не ја ќе оставиме. По неја ќе дојдат селаните, учителот и другите. Овде треба да се работи. Ајде, губете оваа кокошка. Добар ден, деца, седнете. Ученици, денес со неколку дена за доцнување го започнуваме нашиот прв час во новата учебна година. Никој од вас не се израдува што се продолжи распустот, зашто причината е тажна. Денес со вас по клупите требаа да седат Петре, Стојанче, Анѓа. А Босилка уште една година безгрижно ќе трчаше во училишниот двор. Како и вие, и јас верувам дека се живи. Тоа од срце го посакувам. А ако се кријат некаде, ако крај река или по околните ридови си играат робинзони, предлагам за укор да не им го оправдаме овој изостанок. Се надевам дека не се случила трагедија. Сепак, нешто ме тера да верувам дека се живи, дека се случило чудо. Така е. Така. Така. Ајде се ги лепче. Така побрзо ќе ја оздравиш. Стојанче, сега треба да се работи. Магарето и козите и на пасење. Кога сонцето ќе биде највисоко, ќе се врати за ручек. А Анѓа ќе сготви нешто за јадење. Петре, ќе помогнеш, а? Како е раката? Те боли? Помалку. Ми штрека кога не најде, но ќе помрдна. Утре ќе одврземе. Сега, вака, јас ќе одам да го собирам сеното. Ако ви затреба нешто, ќе го пратите во Олчко.
Важи, а? Се припремам за зимата. Таа овде брзо доаѓа, снего знае да падне во октомври и нема кревање до април. Боселка, ајде. Оп. Кога ќе си одиме дома, стрига? За неколку дена. Боселка се уште слаба. Македонска радио телевизија.